Додека поранешниот председател на Сирија заедно со семејството избега во Русија и доби политички азил, сиријците веат знамења и извикуваат слобода, се прославува падот на режимот на Асад. Освен во сириската држава, крајот на режимот на Асад со радост беше пречекан ширум светот. Сириските бунтовници од исламистичката милитантна група Хаџат Тахрир ал-Шам, кои ја презедоа контролата врз главниот град Дамаск, упаднале во затворите и безбедносните објекти за да ги ослободат политичките затвореници и многу од десетиците илјади луѓе кои исчезнаа од почетокот на конфликтот во 2011-та. Досега, според информациите од Сирија, ослободени се десетици илјади затвореници од градовите Алепо, Хомс, Хама и Дамаск. Инаку на чело на сириските милитантни кои го соборија Асад е Мохамед ал-Голани, со години непознат милитантски водач, а од денеска најпознат бунтовник во Сирија. Оваа победа, браќа мои, за исламската нација е нова историја за религијата. Башар ал-Асад ја остави Сирија да биде тло за иранска алчност. Со години се борел во редовите на Ал-Каеда во Ирак, а поминал и 5 години во американски затвор. Во 2013 година бил прогласен за терорист од САД, што според него не бил праведно, кажувајќи дека се противи на убивањето на невини луѓе. Поранешниот сириски премиер Ријад Хиџаб, кој се приклучи на опозицијата, би можел да биде назначен за шеф на преодната влада на Сирија по падот на режимот на Башар ал-Асад. Ако Хиџаб ја преземе таа функција, според пишувањето на весникот, САД нема да мора да соработуваат со Абу Мухабет ал-Џулани, кого го сметаат за терорист, а кој е на чело на организацијата Хајат Тахрир ал-Шам, што го собори ал-Асад. Хајат Тахрир ал-Шам е бунтовничка коалиција во која доминираат исламистите. Во меѓувреме, портпаролот на Кремљ Дмитрий Песков потврди дека соборениот сириски диктатор Асад сега е во Русија. Одлуката за доделување политички азил на дugогодишниот сојузник на Кремљ ја донел самиот Владимир Путин, иако Песков одби да ја прецизира точната локација на поранешниот диктатор, падот на Асад на меѓународен план беше дочекан со одобрување, но истовремено се шири загриженост за стабилноста на земјата и Блискиот Исток. За израелскиот премиер падот на Асад е историски ден за Блискиот Исток. Ова е реакција на сите оние кои сакаат да се ослободат од оваа тиранија и репресија. Од САД реакциите беа разновидни. Председателот Џо Бајден вели дека развојот на настаните внимателно се следени, а пак идниот председател Трамп со прст покажува кон сојузниците на Асад и вели дека Русија и Иран се во послаба позиција. Ова е момент на историска можност за долготрпеливите сирици да изградат подобра идеја за својата горда земја. Ова е исто така момент на ризик и неизвестност. Германскиот канцелар Шолц падот на Асад го опиша како добра вест. Го гнетуваше сопствениот народ на брутален начин. Носи безброј животи на совест и протера многу луѓе од Сирија, од кои многумина дојдоа и во Германија. Кинеското министерство за надворешни работи повика на што е можно побрзо изнаоѓање политичко решение за Сирија со цел да се врати стабилноста и редот. Иднината и судбината на Сирија треба да ги реши сирискиот народ и се надеваме дека сите релевантни страни ќе најдат политичко решение со цел да се врати стабилноста и редот. Иран ја обвини сириската армија за неспособност. Тоа што е изненадувачки е неспособноста на сириската армија да ги процени сопствените чекори и брзината на случувањата. Бунтовниците синоќа упаднаа во палатата на поранешниот председател. Се што беше скапоцено и вредно беше изнесувано на рамења, а на прагот од влезот во просториите имаше големи урамени слики од него на кои бунтовниците газеа. Но гневот не остана само врз Башар. Бунтовниците ја искорнаа насилно статуата и на таткото на Асад. По падот на Асад на пазарите истовремено е забележан раст на цената на нафтата и златото.